Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Едно големо благодарам и нека се множат годините на годишницата од Агапи Скопје, кој што се реорганизира и трансформира со делата на Владо Павлов. Уште еден доказ дека издржавме. Честито Агапи Скопје, честито Маја и Маријан, честито за цело Скопје, голем број на наши приврзаници кои поминаа преку Бевери Хилс во овие години, каде што бевме под најголема и најжестока обсада од поклониците на човекот звер, од поклониците на Антихрист. Извинете ми, ама морам да бидам објективен, морам да бидам вистинит и затоа повеќе од јасно е дека делата на Владо Павлов му сметаат на човекот звер, му сметаат на Антихрист и тука секој од вас ќе дојде до заклучок за поврзаноста во секој сегмент од нашето општество и за она што вчера ви го кажав, за создавање на секташка организација под капата на покојниот Киро, поради кој што и самиот си го измисли атентатот, за да можат непријателите нивни, тоест македонците од ВМРО-ДПМН, како ноќ на долгите вештирки да ги убиваат, за да ваквата секташка еврејска заедница национисти и језиути заедно, нели, си го чуваат и на крај го устолчат Антихристче во Македонија, кој што е донесен од Хрватска, заедно со екипа на језуити сместени во Охрид. Може би ова на вас ви се чини дека е научна фантастика, но за многу кратко време ќе сватите дека Владо Павлов бил во право, ќе сватите дека во Македонија се поставува повеќе години сегедачкото око, кое што најмногу го воскреснуваше побегулета во Будимпешта Никола Груевски и кое што продолжи со Зоран Заев, а верувам дека денеска Тино не е мокен да се спротистави, барем го докажува сето тоа, од сето оно што е создадено во Македонија, и верувате ми, стравот е голем од оние кои што овде ја создадува ова секташка еврејска организација за устолчување на Антихрист, кој што од овде треба да седни на Божјиот престол во третиот Соломонов храм кој што треба да се гради и на крајот поново да го изгради градот Вавилон, кој што треба да го замени Њујорк и Лондон како нов политички и комерцијален центар на светот и ќе биде познат како крал на Вавилон. Патот треба да го спроведе како Александар Македонски
затоа и денес е во Македонија и да заврши со градење на градот Вавилон. И овој последен крал на Вавилон ќе биде поврзан со Армагедон, за кој што, ако го читаме и обратно од она што ни го пишуваат истите тие во Библијата, ќе дојдеме до заклучок дека Откровението во Откровението 13:5 ни покажува денешната слика на она што се случува во Македонија и низ целиот свет. Вчера кажав, гледам дека е молк, уплашени македонци колку сакаш, околу 30 споделувања и посетено со 2000 лица, каде што се објавува вистината за атентатот на Киро, кој што бил припадник на оние кои што денес владеат, кој што бил припадник и член на секташката еврејска организација прекуционисти и језуитите, и ја искористуваат состојбата во Македонија да се спротистават на оние кои што ќе ги попречат во овој пат, така да не ме чуди и моето содействување дека нема да заврши кобно еден ден, поради тоа што најжестоко се спротиставував на антихрист кој што е во Македонија и кој што од Македонија треба да почне со неговата крајна цел поново градење на градот Вавилон. Точно, тука треба да гледате поврзаноста со Месопотамија, тука треба да го гледате антихрист како реинкарнација на Дарий III, идентично како што ни го представуваат денес, откако језуитите ја презимаат власта во Македонија, заедно со ционистите, на кои што им требаше овој атентат на Киро, со нивни лица во нашите свети храмови го минуваат ликот на Исус кој што го знаеме и ни го ставаат на пантеонот највисоко црноморестиот со вдлабнати црни очи и персиско брадиче. Тоа е доказ на новата битка која што започнува во Македонија помеѓу Дарий III антихрист, представен како Исус денес, и Александар Македонски како лавот од јудејското племе. Ова битка не е од денес, ова битка трае милениуми и ова битка ќе продолжи ако и понатаму верувате дека ништо не е случајно и дека Македонија не ја гради владата на Република Македонија и дека од проектот Скопје 2014 до ден денес навистина некој имал потреба да ја гради Македонија и зошто ја гради. Промоторот на сегледачкото око е окото кој што ја представува темнината, црната страна или земскиот бог, тоа е сатаната. И го живува воскреснатиот папа, претварајќи го во човек звер. Ова битка е започната од првото доаѓање и оно што го знаеме за Исус, каде што
Јуда би бил оној кој што, нели велите, го предадел Исус, но ако ги гледаме работите обратно, ќе дојдеме до заклучок дека оној кој што денеска ќе се представува дека јагнето Божје, всушност ќе биде оној кој што го предадел Исус и кој што има за цел да се наметне на масите, а се со една цел да се оствари пророчанството кое што самите тие го напишале. Ако одеме согласно со светите списи и во Стариот и во Новиот Завет, можеме да дојдеме до заклучок дека само двајца луѓе ќе учествуваат во промените и во непромените на оно што не очекува денес. Во првото доаѓање Исусово, според Библијата, Јуда му се спротивставил на јагнето Божјо. А додека денес папата од Рим ќе се претвори во најголем поклоник на Антихрист, човекот звер. И кој што треба да му се спротивстави на лавот од јудејското племе. Ако дојдеме до заклучок и истражуваме дека Јуда Искариотски е син на Изрод Велики, а дека тие се банкари, тоест благајници, ништо поразлично не е ни денес. И до мене е област која што било јужно од Јудеја. Денешно и до мене е на територија на денешна Грција. Територија која што некојаш била на древните племиња кои што биле во составот на Македонија, пајоплите, од паонците и сиропајонците. Ова територија денешно и до мене во времето на Дарий Први била иселена во древното Персиско царство околу Вавилон, а на сметка на нив се донесени вавилонци да живеат во Сиропајонија и во Пајоплија. Тоа е областа и до мене, денешна територија од Егејска Македонија, до Иран, Гевгелија и дел од Струмица. Затоа и многу пати Паско Кузма ќе каже и многу поклоници дека вардарски рит е всушност нешто кое што е поврзано со Александар Македонски. Целта на Антихрист и новиот атентат кој што го устолчува Антихрист во Македонија и кој што е првиот што го започнува процесот на устолчувањето на Антихрист е Киро Глигоров со Киро Таушанов со неговиот лажен атентат. За кој што, ако не беше атентатот лажен, Македонија денес немаше да живее под капата на ова секташка еврејска организација и немаше језуитите кои што од Хрватска се дојдени со малото Јаковче, језуитче, антихристче во Македонија, каде што неговите состаноци секогаш се во Охрид, во Светинаум,
со неговиот биолошки татко, а Навас Окригјани, најмногу познат од фамилијата на Ротштилови. И не случајно Охрид треба да биде Ерусалим, затоа што Барата Плиска е место од каде што Свети Ѓорги Победоносецот, тоа е Александар Македонски, ги протерува сите оние кои што го гаиле секташкиот култ на Молохот, на Аждајата, од Барата Плиска, територија на денешен Охрид. Истите тие од денешен Охрид ја создават Венеција. Денес се познати како венецијански трговци. Оние кои што се протерани, што го гаеле секташкиот култ на Аждајата во Барата Плиска. И не случајно, ти има докази. Охрид треба да биде Ерусалим. Со сите оние дела на Владо Павлов и со сето оно што го докажуваме со факти и аргументи, нормално е дека Владо Павлов ќе му смета на Јаковче, на Антихристче, донесено од Хрватска, со помош на језуитите кои што денеска се сместени во Охрид, а охриѓани добро знаат и колку свадби има во Светинаум, каде што не случајно специјално доаѓаат од Хрватска и овде ги прават нивните свадби со преноќувулишти и што ли не. Така да центарот на језуитите е Светинаум во Охрид, а нивен поклоник е поп Зоки Битолски, кој што изиграва како папа македонски, и нивниот Ватикан, тоест Јован Бигорски. Така да сите овие случувања поврзани со Владо Павлов и сето оно што го прават со мене е резултат на битката која што ја водиме со Антихрист и битката која што ја водиме против оние кои што го водат култот на Аждајата, култот на Молохот, од черепи и коски кои што се поврзани со давање на жртви. Така да во Библијата, ако пишува во Јован 13:27 за Јуда, дека ги се спротистави на јагнето Божје, ќе дојдете до заклучок дека треба обратно да го следите тоа, а тоа значи дека јагнето Божје всушност е лавот од Македонија, кој што е на територија на библиска Јудеја, претходно е Матеја, а додека јагнето Божје кој што ви го представуваат на пантеонот моментално во нашите свети православни храмови е вистинскиот лик на оној кој што го предал Исус, тоест Јуда. Црномурес, со владнати црни очи, налик на козел и персиска брада. Човек, звер, на кој што никој не му може ништо во Македонија освен Бог. И на кој што му помагаат сите владетели со Македонија и премиери на Македонија. Сакате верувајте, сакате ич не верувајте. Научна фантастика беше и кога отворивме војна да не се вакцинирате против Венко Филипче на кој што ви беше Бог. Ама ете гледате дека не било научна фантастика. Заслугата наша е на голем број македонци кои што треба да застанат денес со лавот од македонското или јудејското племе. И затоа била битката уште од тогаш. Да помогнеме
од проста причина што доаѓа судната битка. А сите вие, кои што се спротивставувате, а знаете дека сум потполно во право, па и ти, Јаковче, многу добро знаете дека Владо Павлов точно знае кој ме донел, зошто ме донел во Македонија и која ви е целта со Македонија. А вие, македонци мои, ако не е ова причина на спротивставувањето и на нашата битка со Јаковче Антихристче во Македонија, кој што е, повеќе од јасно е дека немаше толку жестоко да настапат. Фала му на Бог и на Божјата десница што не додржува да се бориме против Јаковче и неговата банда на језуити и бандата на секташката еврејска заедница ционисти, која што владее со Македонија, ама не и со Божите луѓе. И мојата битка ќе продолжи. И ќе докажам дека се што прават тие под капата на Јаковче, на Антихристче, во Македонија со Владо Павлов, и ме оцрнуваат и прават тоа што се тие. А веќе народот е свесен и гледа дека навистина има човек звер во Македонија. И дека сите одработуваат за него. Затоа и не се надевам ниту во Тино, ниту во Тошковски дека ќе се спротивстават на нешто што е зацементирано од атентатот на Киро Глигоров, Таушанов. Може би ќе поверувам во Тошковски и во Тино премиерот, ако навистина направат рестарт на Македонија, и рестартот треба да биде од создавањето на сектачката организација од првиот секташ Киро и неговиот лажен атентат. Ниту динар повеќе не сакам од наградата, која што во минатото сакав да ја донирам, ама денес ниту динар не сакам од наградата која што е дадена за оној кој што ќе го открие атентатот на Киро Таушанов. За ваква секташка организација треба секој македонец да се замисли. Посебно со последните случувања во Кочани и дали случајно Кочани е избран, од каде што треба се појави лавот од македонското или јудејското племе. И кој има за цел Кочани да го стави во црнила? Секако оној кој што е антихрист, човекот звер. Неслучајно се поврзува Кочани како Газа, идентично со Газа во Палестина. Неслучајно овде треба да се круниса, да се појави како спасител, како миротворец на сите овие случувања кои што започнале од него, за да на крајот од тука преку Бела или Газа во Палестина, денешен Ерусалим, поново да го изгради градот Вавилон, кој што треба да биде главен град на заживеаното кралство Вавилон, во кој што треба да организира, во кој што организирајќи се со неколку градови.
Градот Вавилон треба да го замени Њу Јорк и Лондон и треба да биде нов политички и комерцијален центар на светот, на таа една светска влада. Со овој последен крал на Вавилон. Зато им е потребна Македонија. Зато им е потребен Кочани како центар на светот. Наместо енергијата да вибрира со светлината, на него му одговара енергијата да вибрира со темнината. Некогашниот град на светлината стана град на темнината. И верувам дека Бог нема да го дозволи тоа во иднина. Најголемата контрола треба да ја бараме во сегледачкото око, кој што најмногу го има во Баварија. И започнува од Језуитската црква во Ландсберг Амлеч во Баварија. Но го има и во Свети Дионисис, во Норд Рине. Така да, ако се вратиме со последниот премиер Ковачевски, па тука и Антонио Милошевски, и да ги набројувам уште илјадници такви, кои што се под капата на Баварија и БНД, и на сегледачкото око, ќе дојдете до заклучок дека ништо не било случајно во Македонија од овој атентат, па се до ден денес. Ова видео го завршувам со нешто што имам запишано како доказ дека со атентатот над Киро Глигоров Таушанов се постигна главната цел пресметка и уништување на ВМРО-ДПМН, кој што имаше централистичка идеологија. И најхитно, ова нова генерација на македонци треба повторно да го воскресне од оние кои што нивните членови биле во ова ВМРО-ДПМН тогаш. И најжестоко да се спротивстават на врховитичко ВМРО-ДПМН, кој што секогаш е под капата на Хрватска, и на усташите кои што се секогаш подпомогнати од језуитите. Па дури и самиот татко идеолог на врховитичко ВМРО од Ново село Штип, Ванчо Михајлов. Зато и не случајно актерите се од Штип. Запомнете, од таква експлозија и толку со дадени децибели ниеден не може да биде спасен доколку е во близина на тој звук. И вие ќе кажете дека ова нешто успеало да го спаси Киро Таушанов. А експлозијата која што се случила во близина на делот кај што е Киро Таушанов завршила кобно за шоферот.
а и неуштеден член кој што бил на местото на Киро Таушанов. А тоа е покојниот Ристо Хаджиманов, министр за земјоделие од Штип, кој налик скоро идентичен со ликот на Киро Таушанов. Имено тој загина на 100 метри на тротоарот од звукот. А наводно Киро Таушанов го преживеал звукот од овие децибели од 3 кила ТНТ. Прашајте ги сите премиери на Македонија, од Мицковски до Бранко Црвенковски тогаш. Како е можно од звукот создаден во илјадници децибели, од 3 кила динамит ТНТ, на 100 метри да почине Ристо Хаджиманов и шоферот до Киро кој бил, наводно, а Киро да остане жив. Секако, ако бил во автомобилот на тој кобен ден, октомври во 1995 година. И во најмала рака да не му пукаат топанчињата на ушите. А најмалиот создаден звук во децибели од еден топовски, ако ви во близина или шок и флеш, може да доживеете пукање и избивање на чмарот и на тапанчињата од ушите. Е сега вие споредете што значи шок, флеш или топовски со 3 кила динамит ТНТ на иста близина да го поставите. Е затоа ќе молчат сите. Ќе трајат и ќе се прават дека не знаат, дека не слушнале. Едните, а другите ќе велат, кои што се подкапата исто така на ова сектачка еврејска организација на езуитите и кои што ги контролираат сите политички партии, не само во Македонија и во целиот свет, ќе кажуваат дека е забеган, дека е секта, дека е ваков, дека е таков. И затоа не случајно сите оние кои што се поврзани преку судство, обвинителство, УВР, Довочани, Скопје, Охрид, секаде, посебно во Кочани, сите кои што се поврзани со Владо Павлов и тоа што ми го правеа, се идентично поврзани со дискотеката во Кочани. Разлика е само тоа што тој што ми бараше лична карта, на 100 метара пред куќата да ми испровоцираат, го препратиле во Оризари, а требало да биде во дискотеката. Разлика е тоа што одговорното лице на претресот кај Владо Павлов, дека јас сум бил надрилекар, наместо да ја провери лиценцата на дискотеката кај Деко, таа врши претрес кај Владо Павлов. И да не набројувам армија на полицајци од УВР Довочани, кои што се поврзани идентично со дискотеката и со Владо Павлов. И тука вината ја наоѓам кај кочанчани, ја наоѓам кај родителите, ја наоѓам кај сите оние кои што се плашија да дадат подршка. Не велам дека Кочани не ме сака. Ама кога е во прашање битката да бдееме на децата и да ги спасеме децата од ваквата организација каде што јавна тајна и сите знаете дека толку
кокаин што има во Кочани, кога заврне снег, нема толку снег. И трава. Од 13 фабрики за улje од конопје, ниту една нема извоз. Мора со декрет овие лажни плантажи кои што не лажат дека од улje од конопје ќе се лечи канцерот, да се уништи целата трава. Едина добра работа од конопјето е да го посадиме една година во ризовите полиња, да ги исчистат сите пестициди, за да имаме најквалитетен ориз поново во целиот свет и да ја запалиме. Друга добра работа конопјето нема. И да ви прави гимнастика на мозокот. Да живеете на земјата, да мислите дека сте на Сириус. Затоа сме виновни родителите. Затоа што викавме нема да не дојде тоа до нас. Затоа треба да се започне од овој атентат, кој што ја донесе ова секташка еврејска организација национисти и на језуити. Не случајно, во 90-те години, кога во тие години го донесуваат и Јаковче антихристи од Хрватска во Македонија. Од родот на Ротштилови. И кога Владо Павлов ја водеше ова битка, сите вие се изсмејувавте. Ја ќе продолжам и понатаму да ја водам ова битка. Затоа што ова секташка еврејска организација, овие ционисти кои што владеат со политичарите и со цела Македонија, и овие језуити кои учествуваат во сите овие сценарии од 95-та година со атентатот на Лажен, на Киро, до ден денес со сите оно што го гледате. Бидејќи јас од ова секташка еврејска организација национисти не можам да се доближам до моите деца. И ќе се борам да ја докажам дека мојот образ е чист. И дека сето оно што го гледат и што го прават против низиниот татко имаат за цел да го уништат и да го устолчат антихрист во Македонија. 3 години од празникот на властите, овој месец, кога имавме нарачена сообраќајка на Плетвар, до ден денес, од тогаш, немам прегрнато нито едно дете. И ќе се борам против ова секташка еврејска организација, колку и да припаѓат сите премиери и председатели. Сам да останам, не се плашам, затоа што знам чива е Божјата десница. И затоа најхитно на Македонија треба воскреснување на ВМРО ДПМН од 90-те години. Барем од оние деца кои што и беа родителите, на кои што се измисли овој атентат, како ног на долгите ножеви да ги убиваат македонците и да ги уништуваат. И да ги прават атентатори на Киро. Атентатор самиот Киро. Извршено преку ова секташка еврејска организација и језуити под капата на Бранко Црвенковски. Кој што со овој атентат Киро му го дава прстенот од организацијата на кој што припаѓа. Така што после Киро Григоров до ден денес е Бранко Црвенковски. Да не споменуваме за језуитите каде имат најголемата контрола. Кај Сорос борците. Во каде што Владимир Милчин беше неодговорното лице во тајната полиција и сето оно што се случуваше во Македонија.
Дали случајно или не, неколку дена после тоа се смени нашиот македонски кутлеш. Не го убија Богот во нас. Оназис е еден од 13 најбогати во фамилијите. Па нормално дека на него му треба Македонија. Секако и на синот на Џорџ Сорос. Кои што се родом унгарци, а им треба Грција. Затоа доаѓа до повторно воскреснување на државите во кралства. Каде што Антихрист од Македонија треба да го воскресне повторно Вавилон. И чим е тој крал на Вавилон, каков ќе ви личи? Бел, со плави очи. А најболно и најжално е тоа што тој е тука, а никој не го гледате. Затоа преземете мерки. Колку и да ви е ова научна фантастика. Да мајките не шетат по улиците утре, како тоа што го прават родителите на дечињата во црно. Ако овде не направиме стоп и не ја кажеме вистината и не се спротивставиме најжестоко од лажниот атентат, секој град ќе биде завиен во црно. Затоа што тој човек звер сака крв македонска. Сакате верувајте, сакате ич не верувајте. Имате убав ден. Уште еднаш атентат имаше врз Македонија и македонците за да дојде до владение на Прусија, на Баварија, на Сегледачкото око, на сектачката еврејска организација заедно со језудите, на кој што им е потребна Македонија, затоа што без Македонија Антихрист не може да биде ниту крал на Вавилон, ниту да го воскресне Вавилон како една светска влада, и кој што треба да го замени Њујорк и Лондон. Изборот е секако наш и ваш. Јас не се плашам од уцените. Ако може да ми ја земат душата и телото, духот, никој не може да ми го земе. Духот е мој и на Бог. Затоа и прашувам, дали пред наши очи денес не се случува библиското пророштво? И дали со сето оно што се случува 95-та година од лажниот атентат на Киро Тушанов до последното случување во Кочани, не го гледате вистинското лице на језудите, кој што го имаат во нивниот приречник. И дали денес не е време за второто доаѓање на Исус, каде што не се зборува само во верските кругови, како што ви кажа вчера, се зборува и во политичките, но не од католичките држави, туку од исламските, кој што е Иса. Зошто католичките држави не го споменуваат? Затоа што језудите и Ватикан сакат целосно да го уништат христијанството и христијанските вредности, кои што ја покажуваат и следната филозофија, која шират меѓу масонеријата кај православните, а тоа и самите го прават во јавноста преку медиумите кај католиците.
Македонија денес по ништо не се разликува од Хрватска. Така да, ова е само наречен атентат. И атентат врз христијанството на Македонија. Атентат врз македонците. Атентат врз Македонија. А не и врз Киро Таушанов. Бидејќи сите знаат од каде потекнува христијанството. Од Македонија. За да се справда, за да се оправда ова зло, кој тие го прават во името на нивниот Бог, и за да создадат конфузија кај верниците, и за да ние изгубиме верата во Бог, се пропагира дека сите злочини и неволји ги прави Бог. Затоа овие истите тврдат дека Бог е мртов. А нашиот Бог, Александар, од кој што потекнува Исус, го бараат во гробница. А кој е тој Бог жив, што е нивен ако не е Александар или Исус? Тој што денес ви го случуваат во сите наши свети храмови, кои што некогаш биле болници за самоизлекување. И највисоко на пандеомот стои црноморец со црни владнати очи, со налик на козел, со персиска брада, за да кога ќе се појави, вие да го препознаете. А чиво место го замени тој? Македонци мои, затоа тие тврдат дека нашиот Бог е мртов. Од тие бел, со костелнива кадрава коса и плави очи. И со тварањето на светот практично сам се жртвувал, за да сам се осознае како обшествено битие. И преку мајките на народот, повторно ние ќе се осознаеме самите себе си. Целта на ова ничеовска филозофија е да го убијат Богот наш кај нас македонците. И во тоа успеваат. Затоа што треба народот, затоа што треба македонецот мирно да го прифати теророт на автократијата која се врши врз нас македонците, за да тие спокојно да владеат. Она што овие језуити во интерес на устучувањето на антихрист во Македонија, на Јаковче, на антихристче со персиско брадиче, како поединци го прават на нашите мали деца. Заедно со масонеријата и ционистите прво не убедуваат, или прво убедувајќи се себе си и своите тајни сојузници дека тоа е во нивен интерес и во интерес на нас македонците. А народот пак ние, или пак ние македонците, тоа го добиваме преку контролата на свеста, спроведувана преку медиумите и останатите средства. Го убедуваат дека сето тоа е за... не убедуваат дека сето тоа е за наше добро. За добро
на Македонија, па ваквите медиуми, каде што 100% сите новинари припаѓаат на ова организација, одговорно тврдам, ќе прогласат и слика на годината со татко на починато дете од дискотеката. Дно на дното сте вие новинарите, кои што слепо им слугувате нова сектошка еврејска организација, каде што нема ниту еден новинар да каже за Македонија. И по ништо не се разликувате од политичарите. Ама доаѓа Армагедон и се ќе биде расветлено. Сите вистини ќе ги дознаете. Кој на кого служил. Спиите мирно уште малку. И работете во интерес на антихристи. Вие политичарите 100% сегашни и они од минатото. И вие новинарите 100%. Не му го правете тоа на македонскиот народ повеќе, што не сакате на вас и на вашите деца утре да го прави Бог. Да живее Македонија, Македонија ќе биде земја на лавот од јудејското племе. Била и ќе остане. Затоа што во следното видео ќе ви докажам аргументи и факти дека Јудеја е источна Македонија, дека Јудеја е Македонија, дека Јудеја е брегалничката област, каде што е најстариот храм на христијанството, кој што е превземен од првиот папа, од кој што потекнуваат сите папи до ден денес. А тоа е издајникот на Исус, наводно апостол Петар. Да живее Македонија, Армагедон доаѓа.